Прилеп, поради својата местоположба и поволните метеоролошки услови, повеќе од 60 години е центар на македонското воздухопловно спортско моделарство, а дури 25 години е центар на надпреварите од светскиот куп, како и на европски и светски првенства во сите воздухопловни моделарски дисциплини. Ни сите овие години, илјадници спортисти од Европа, Азија, Австралија, од двата американски континента учествувале во надпреварите, запознавајќи ги Прилеп и Македонија. И годинава традицијата продолжува. Во август ќе се организира светското јуниорско првенство во воздухопловни модели, а кое ќе се одржува на импровизираното летилиште на патот Прилеп-Битола кај селото Веселчани. Најзаслужни за ваквиот подем на овој кај на се уште не толку популарен спорт се од Прилепскиот воздухопловен клуб Фил Феникс, чии членови со години се носители и на највисоките светски трофеи. Во врска со 2023 година, само може да се каже дека членовите имаја одлични настапи, учествуваа на многу надпревари од светскиот куп во 7 држави, освоија врвни признанија, постигнаа резултати за почит. На светските купови се освоени вкупно 3 златни, 3 сребрени и 3 бронзени медали, кои што, гледајќи од аспект колку е тешко во нашите спортови да се постигне медал, навистина е вредно за пофалба. На државното првенство, само да напоменеме дека во категорија едрилици нашиот клуб дефинитивно е генерален, победник во генерален пласман. Во поединечна конкуренција прво место и во јуниорска и во сениорска конкуренција. Тоа значи дека потенцијалите се големи и мислам дека оваа генерација на спортисти има можности да постигнува уште многу успеси, одлични резултати. Она што најмногу радува е фактот што овој спорт и покрај тежината и покрај помалата популарност во спортската јавност е најинтересен за помладите генерации. 17 годишната Анастасија Пожарска, која е репрезентативка на македонската воздухопловна репрезентација во слободно летечки модели F1A, веќе ги има освоено првите места и во јуниорската и во сениорската конкуренција на државно ниво. А додека 14 годишниот Лука Најдовски, кој еден ден сака да стане и пилот, е севкупен најдобар спортист на матичниот воздухопловен клуб за 2023 година. И тој е член на македонската репрезентација во истата дисциплина како и Анастасија. Се надпреварувам во категоријата F1A, дисциплина на слободно летачки модели, каде што јас ги управувам со сајла долга од 50 метри. Се подготвувам со тренинг за да го управувам моделот, односно едрилицата. И поттик ми е овој спорт, да речем, како фамилиарен спорт. Таа категорија, исто како што каже Анастасија, се управува едрилица со сајла долга од 50 метра, со која што се користи за да се најде термиката, па за да продолжи моделот да лета слободно сам. Од мали години мојот татко ме носеше на надпревари како светски купови и државни првенства кои што се одржуваа на спортскиот аеродром во Прилеп, Којнари. И ете така ми се јави желбата за јас да сум дел од овој спорт. Пример, мене ми е желба да станам пилот во иднина и гледам да ја стварам таа цел. За поголемо омасовување на овој спорт помеѓу младите, од годинава клубот прави напори кај учениците од 5 до 8 одделение да се промовира нова категорија летање модели во сала. Целта е младите да навлезат во тајните на летањето, на аеродинамиката, во тајните на изработката на моделите. Од друга страна, во пресет на годинашното светско првенство, кое од 3 до 10 август ќе се одржи во Прилеп, во тек е изработка на поштенска марка со мотиви од првенството. Организаторите, односно од клубот Фил Феникс, велат дека се очекуваат околу 250 надпреварувачи од преку 25 земји од светот, што ќе биде и своевидна туристичка промоција на Прилеп, но и на Македонија. Инаку, во земјава постојат само 7 вакви воздухопловни клубови и сите членуваат во Воздухопловната федерација на Македонија.